Може да почнеме, да? Дами и господа пратеници, ја отварам 91-та седница на Собранието на Република Северна Македонија. Почитувани гости, на седницата поканети се председателот на Република Северна Македонија, господја Гордана Силјанова Давкова, председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Христијан Мицковски, председателот на Уставниот суд, поранишните председатели на Републиката, господинот Бранко Црвенковски, Ѓорѓи Иванов и Стево Пендаровски, председателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, председателот на Судскиот совет на Република Северна Македонија, вршителот на должност јавен обвинител на Република Северна Македонија, председателот на Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија, гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија, народниот правобранител, членовите на владата на Република Северна Македонија, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископ Охридски и Македонски, Реис ул улема на Исламската верска заедница во Република Северна Македонија, скопскиот бископ и Сумичко-скопскиот епарх на католичката црква во Република Северна Македонија, председателот на црковното представништво и застапник на Евангелско-методистичката црква, председателот на еврејската заедница, началникот на генералштабот на армијата на Република Северна Македонија, председателот на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации и други гости. Дозволете ми во моје име и ваше име да ги поздравам присутните гости. Имам особена чест и задоволство од името на Собранието на Република Северна Македонија, од своје лично име, да го поздравам меѓу нас генералниот секретар на НАТО, господинот Марк Руте. Почитуван генерален секретар на НАТО, господине Марк Руте, ве повикувам да му се обратите на Собранието на Република Северна Македонија, повелете. Thank you. Ви благодарам многу, почитуван председател на Собранието. Добар ден, Ваши екселенции, високи представници на граѓанското општество на Северна Македонија, почитувани представници на владата, министер за одбрана и пратеници кои што сте денес тука. За мене е особена чест што сте денес овде. Ви благодарам на топлото добре дојде. Ке продолжам. За мене е чест да се обратам пред Собранието на Република Северна Македонија. Прв пат го посетив Скопје како премиер на Холандија во 2021 година и тогаш се чувствував како и сега, како дома, и добро е што има демократија и кој што се покажува и кој што покажува дека демократијата функционира и дека народот е дел од демократијата. И тогаш и денес чувствував оптимизам, чувствував надеж дека Северна Македонија како нов член на НАТО гради подобра иднина. И денес лично посведочив, убав ден имајте, дека придонесот кој што Северна Македонија го дава на нашата споделена безбедност. Нашите трупи служат во напредните крупнени сили на НАТО во Бугарија и во Латвија и помагаат да се одврати агресијата и ја бранат територијата на сојузниците. Во соседно Косово вашите сили се дел од мировните мисии под водство на НАТО, а тоа е КФОР. Денес станавте извозник на безбедност. КФОР е важна за сите нас, придонесе значително во регионалната безбедност, во долгорочната стабилност во Западен Балкан. Посветеноста на НАТО, на КФОР останува силна. Од 1990 година до денес, поддржувачите на алијансата и поддржувачите на мирост и нестабилноста се проширија во регионот, а нашата посветеност ќе продолжи. Предизвикот на сите нас длабоко да се грижиме за Западен Балкан е и да осигуриме дека мирот просперира, затоа што денес сите кои што се во регионот и пошироко од него би сакале да го вратат назад часовникот, да се вратат во времето кога се направи значителниот напредок, но мора да ги држиме неволите од минатото строго во минатото, затоа што реториката која што е
без мисла може да биде многу опасна. Тоа е еден непријател во прогрес. Ние никогаш не смееме да дозволиме да се загрози мирот. Ќе продолжиме да работиме заедно како сојузници и овде особено ја ценам перспективата која што вие и другите сојузници во регионот ја овозможувате на алијансата. Токму како и со нашите меѓународни партнери, како со Европската унија, затоа што на крајот на криштата сите споделуваме посветеност на овој регион. Сакам да искажам особена благодарност до заменикот генерален секретар на НАТО, госпоѓа Радмила Шекеринска, за нејзиното искуство, затоа што истото е за мене од особена вредност и за алијансата и се осврнува на безбедносните предизвици во регионот, но и пошироко. Како што знаете, Радмила самата беше пратеничка и беше дел од владата на Северна Македонија. Тоа беше одличен избор да се приклучи на тимот на НАТО и со особена гордост ја примив нејзината кандидатура и со особена гордост работувам со неа. Денес кога се подготвував овде да зборувам, сакав да кажам дека без разлика од каде сте, од кој дел на Трансатлантската алијанса доаѓате, стоиме заедно со вас и заедно ќе продолжиме да бидеме заштитници на мирот и на безбедноста на нашите нации. Северна Македонија има придобивки од ова секојдневно. Например, авионите од Грција и од Италија патролираат на вашето небо за да бидете безбедни. Ова праќа јасен сигнал дека никој не е сам во НАТО. Вашите пријатели и сојузници се секогаш со вас. Секогаш кога се соочуваме со насилен и опасен свет. Русија продолжува да се заканува на нашата безбедност и притиска со својата војна агресија врз Украина. Русија стана екипа со Кина, со Северна Кореја и со Иран и заедно ги шират своите способности да не притискаат уште повеќе. Глобалниот надпревар се интензивира, а сојузниците се соочуваат со постојани закани од тероризам. Иран беше извозник на хаос. Опасноста која што ја представува Иран е далекусежна. Сојузниците мора да се свесни дека Иран не сме да поседува нуклеарно оружје и мора да обрнеме особено внимание на ова. Во еден олку насилен свет, клучно е да се продолжи со инвестирање во безбедноста. Безбедноста на сите сојузници и безбедност од било која закана, од било која насока. И поддржувам што Северна Македонија и сите сојузници на вистина трошат многу повеќе или алоцираат повеќе средства на одбраната. И токму затоа е важно да стоиме на нивото на нашата посветеност за алокации во одбраната. И клучно ова да биде споделено и на самитот на НАТО во Анкара овој јули. Како што сме фокусирани да го исполниме она што го ветивме минатата година во Хаг, а тоа е да инвестираме многу повеќе во одбраната, да ја зголемиме производството на одбранбено оружје и да продолжиме да ја поддржуваме Украина. За сите нас, алокациите во одбраната значат поголема безбедност. Очекувам сојузниците на самитот да покажат дека се на јасен и кредибилен пат кон алоцирање на 5% од ГДП за одбраната до 2035 година. Тоа и вклучува 3,5% во суштинска одбранбена инвестиција и 1,5% во однос на одбраната и инвестиции поврзани со безбедноста. Да, во 2025 година направивме огромен пробив, но истото треба да продолжи во нагорен пат, а Северна Македонија го следи овој пат. Знам дека од време на време во националната политика има одредени тешки и сеопфатни дебати во однос кога се зборува за одлуките и алоцирањето на средства. И тоа е тежок избор кој што мора сите да го направиме. Во овој парламент вие ги представувате различните политички партии и имате можеби и спротивставени политички гледишта, но заедно и само заедно може да застанеме на иста страна. А тоа е страната на демократијата и на безбедноста. И истата мора да биде заштитена. Имаме должност да ги одбраниме нашите нации, нашите народи и нашиот начин на живот. Како пратеници, сметам на вашата поддршка и на
артикулирање на важноста од инвестициите во одбраната. И ќе помогнам секаде каде што можам, бидете уверени во тоа. Затоа што без кредибилно одвраќање и одбрана, нашите општества се во ризик. И таквиот ризик би бил навистина штета доколку се отелотвори, затоа што нам ни се потребни слободни избори, слободни медиуми и слободен говор. И токму тоа е она на што работи НАТО секојдневно. Како сојузници мора се да правиме за да ги покренеме производството на одбрамбени капацитети. И токму затоа секојдневно работиме на зголемување на производството, зголемување на трансатлантската одбрана и соработката на иновациите. И верувам дека најдобар начин да се стори тоа е да работиме заедно. Од основно оружје до комплексни системи за вооружување. Нашите вооружени сили работат за да бидеме ние безбедни и ќе продолжат да го прават тоа и во насока на поддршка на Украина. Украина мора да добие сета поддршка која што е потребна, да ги држи своите линии и да се одбрани против руските напади, кои што се насочени против незините градови, но и цивили. Сојузниците дадоа досега невидена поддршка за Украина. Нашата команда во Германија работи постојано да овозможи поддршка и тренинг. И би сакал да искористам можност и да се заблагодарам на Северна Македонија за овозможувањето на војна, политичка и хуманитарна помош, вклучително и вашата поддршка во иницијативата Pearl на НАТО. Ова е клучно, кој што овозможува клучна американска војна сила во Украина. И оваа поддршка е во насока на спасување на држави, на животи. Како што ги повикуваме секојдневно нашите сојузници, ве повикуваме и вас да сториме се што е можно, што поскорно. Немаме време за трошење. Претседателот Трамп беше јасен дека сака да заврши војната, но Путин ги влече своите нозе. Но мора да ја притиснеме Русија. Кога војната евентуално ќе заврши, мирот мора да е одржлив со силни украински војни сили за одвраќање и одбрана против руската агресија, со безбедносните гаранции од пријателите на Украина, партнерите на Европа, Канада и Соединетите држави ќе го постигнеме ова. И јасно е, украинската безбедност е наша безбедност. И да не заборавиме дека стабилноста и успехот во овој дел на Европа, во Западен Балкан, е клучна и суштинска за НАТО. Безбедноста во овој регион е споделена одговорност. И ќе продолжам да сметам на Северна Македонија да води со пример. Соработката и посветеноста се начинот на кој што ќе успееме. Во НАТО сите ќе целиме и ќе одиме напред заедно за мир, напредок и просперитет. Ви благодарам. Dear Secretary General, thank you very much for your speech. Почитуван генерален секретар на НАТО, господине Марк Руте, ви благодарам за вашето обраќање. Констатирам дека 91-та седница на собранието е завршена. Faleminderit shumë për prezencën gjithëve juve.